Корупцијата во Македонија покажува тренд на намалување, но сепак земјава останува една од најкорумпираните држави во регионот заедно со Косово. Најновиот индекс за перцепција на корупцијата на Transparency International ја рангираше Македонија на 93-то место од вкупно 180 земји во светот со вкупно 37 поени, што е подобрување за 2 поени споредено со годината претходно, но сепак премало за да се каже дека државата постигнува добар напредок во борбата против корупцијата. На оваа ранг листа, каде што земите со 0 поени се најкорумпирани, а со 100 поени без воопшто корупција, што практично е недостижно ниво за ниту една од рангираните држави, Македонија најдобро била оценета во 2014 година, а потоа до лани бележи назадување. Што се однесува до борбата против корупцијата, Европската комисија во својот последен извештај за напредокот констатира дека земјата постигна одредено ниво на подготовка. Постои законска и институционална рамка, како и евиденција за превенција и гонење, иако конечните судски одлуки за случај на корупција на високо ниво и понатаму се ограничени. Корупцијата останува распространета во многу области и продолжува да представува сериозен проблем. Капацитетот на институциите за ефикасно справување со корупцијата покажа структурни и оперативни недостатоци. Политичкото мешање останува ризик, пишува во последниот извештај за напредокот на Македонија. Перцепцијата на корупцијата во Македонија редовно ја истражува и Македонскиот центар за меѓународна соработка. Наодите од овие истражувања покажуваат дека најкорумпирани професии во земјава се судии, јавни обвинители, министри, лидери на политички партии и пратеници. Емина Нурединовска од Македонскиот центар за меѓународна соработка, која што е раководител на програмата за борба против корупцијата, вели дека неколку наоди од најновиот извештај се загрижувачки. Корупцијата во Република Македонија не е казнива, односно од процентите 34% од испитаниците кои што кажале дека биле во некаква коруптивна дело вклучени, тоа проектирано на број на население се повеќе од пола милион граѓани, значи полнолетни граѓани кои што се вклучиле во некаков тип на корупција. Од друга страна, 2016 година само 145 лица биле осудени за злоупотреба на службена должност или подкуп. Тоа е 0,03% од овие 500.000 случаи на корупција кои што граѓаните кажале дека се направени. Тоа значи дека постои неефикасност на системот и како што кажав, корупцијата во нашата држава не е казнива и ова е од највисоко ниво до ситната основната корупција, односно подкупот, а за тоа зборуваат веројатно и случаите кои што се покренати од специјалното јавно обвинителство, а ниеден до овој момент нема разрешница или воеден каде што има сепак не е финализирано она што е очекувано од страна на граѓаните. Нурединовска вели дека загрижувачки се и наодите кои покажуваат дека прифатливоста на корупцијата се зголемува и особено загрижува што младите се повеќе ја прифаќаат корупцијата. Очекувањата за коруптивен притисок се попесимистички, односно дури 9 од 10 луѓе рекле дека очекуваат поголем притисок за корупција. Ова укажува дека расте песимизмот кај граѓаните, опаѓа оптимизмот дека државата може да се справи да направи повеќе во однос на борбата против корупцијата и ова за нас навистина беше загрижувачки, изненадување во моментот кога го правевме истражувањето, бидејќи нели станува збор за влада која што пред 3 години од ова истражување ги откри, ги најави бомбите, најави силна борба со корупцијата, меѓутоа се уште кај граѓаните не е допрено чувството или разбирањето дека навистина државата се справува со корупцијата. Нурединовска смета дека се потребни повеќе мерки за ефикасна борба против корупцијата. Првата е функционалност на институциите во секоја смисла и на секое ниво. И прво почнувајќи од специјалното јавно обвинителство, сметам дека треба навистина да се остави, да се ја заврши работата, затоа што тоа е обвинителството кое што се справува со високата корупција, со корупцијата на ниво на именувани и избрани функционери. Ако народот не види казнивост на тие дела, тогаш останува понатакав впечатокот дека немаме моќ да се справиме со корупцијата, и останува и чувството ако може на тоа ниво, зашто да не може на пониско ниво, бидејќи главната перцепција од се до сега што кажавме е дека корупцијата во суштина е високо исплатлива активност со многу мал ризик во Македонија, затоа што не е казнива. Тоа ја создава таа слика.
А потоа поврзано со СЈО веројатно и целиот судски, односно правосуден систем, и тука е обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, кој што навистина мора да си ги добие соодветните услови, екипираност и човечки и материјални за да си ја заврши својата работа, меѓутоа и независност на судовите, бидејќи можете да имате силно обвинителство ако тоа не заврши со соодветната пресуда ништо од справување со корупцијата. Според Нурединовска, формирањето на Државната комисија за спречување на корупцијата е позитивен сигнал во борбата против овој општествен проблем и представува една од клучните алки во системот за нејзино искоренување.